Чистеле од пушоци пред владата или дивееле? Полицијата и граѓанската активистка и актерка Ирена Ристич со спротиставени прикази околу низиното апсење синоќа пред влада. Ристич тврди дека како и многу пати досега, чистело од пушоци со уште едно лице како дел од активностите на иницијативата Не биди ѓубре, кој изминатиот период на повеќе локации во Скопје чистеа отпадоци. За полицијата пак Ристич и незиниот пријател биле пијани, го нарушувале јавниот ред и мир, навредувале полицајци, па затоа биле уапсени. Ристич освен во полициска станица ја однели и во Бардовци. За лекарите да ја утврдат психичката состојба откако таа одбила да иземат крв на скопските клиники. Алфа бараше да стапи во контакт со актерката, но таа одби изјава. Но затоа вчера настанот го опиша на социјалната мрежа Facebook. Македонија на гола кожа, полициска беко, психијатриска болница Бардовци. И јас победив. Се налутија што собирам пикавци пред влада. Да не бевте емотивно врзани, па ви зреметив. Знаете кога ќе попуштам под притисок? Никогаш. Фино сте ме процениле. Едва ги убедив дека имам право на адвокат. Напиша актерката на Facebook откако била пуштена дома. Во една од неколкуте објави на незиниот профил таа напиша: Пробаа да ме стават во Бардовци. Ме вратија у беко. Имам модрици по раце и совки во уши. Алтан ми е сам. Умирам од грижа. Имам многу да раскажам, рече Ристич грижејќи се за својот миленик. МВР во официјалното соопштение наведува дека Ристич ќе одговара прекршошно како за нарушување на редот, така и за омаловажување на полицијата. Против лицето Ира ќе бидат поднесени прекршочни пријави по член 4, каде е предвидена глоба од 100 до 400 евра, и член 13, каде е предвидена казна во висина од 600 до 800 евра. Ако службено лице од став 1 на овој член е полициски службеник, на сторителот ќе му се изрече глоба од 600 до 900 евра во динарска противредност. Полицијата тврди дека пријателот на Ристич потпишал записник дека бил пијан и викал пред владата, но прекршошни пријави ќе има и за него. Инаку Ирена Ристич е дел од граѓанската иницијатива Не биди ѓубре. Секој викенд таа со група доброволци собира смет од скопските улици и излетничките места. Инаку вчера актерката и уште 25 волонтери го чистеа Марков манастир.